Со представата Снег во јуни, дел од учениците на Општинското основно училиште Гоце Делчев беа дел од Штипско културно лето 2015. Представата беше доста забавна, затоа исто и сите провини беа со неминувани шега и лесно. За кратко време пробував. Представата не беше воопшто тешка. Се подготвувавме ефективно од второто полугодие. Со оваа представа настапивме и на ДАП фестивалот. Со тоа што Општинското основно училиште Гоце Делчев е мултиетничко училиште, представата Снег во јуни е реализирана така што содржи порака која се однесува токму на различноста која сепак ги обединува децата. Ние сме ученици од различни националности, од различни возрасти. Преку различноста на месеците покажавме дека ниедно дете не е исто, дека секој дете е различно, дека секој дете има своји доблести и своји мани, но дека на крај сите се заедно и дека децата не можат едни без други. Како благодарност за успешно реализираната представа, директорката на Општинското основно училиште Гоце Делчев Елена Ташкова на сите учесници им подари бесплатни влезници за градскиот базен кои ќе можат да ги искористат во текот на 3 последователни дена. Влезниците се обезбедени благодарение на собствениците на Штипскиот градски базен. Представата е дел од проектот Популаризација на театарот, во кој освен со Снег во јуни, Општинското основно училиште Гоце Делчев е вклучено и со представата Бајка од паркот, а освен Општинското основно училиште Гоце Делчев, представа подготвија и учениците од Општинското основно училиште Славејко Арсов, кои исто така во Дом на млади во петокот се представија со комедијата и девојчињата играат фудбал. Идејата е училиштата, односно децата од најмала возраст да го воспостават тој линк, контакт со театарот преку организирање или правење на представи во кои што главната асистенција и помош ќе ја имаат од професионални кадри од Народниот театар. Во представата учествуваат 17 ученици од предметна настава од 6 до 9 оделение, вклучувајќи го тука и подрачното училиште во населба 3 Чешми. На овој проект интензивно се работело во текот на изминатите 6 месеци со помош на режисерот Никола Ристов. Проектот ќе финишира некаде во септември или октомври, кога најдобрите представи, јас се надевам дека една или двете представи од нашите основни училишта ќе бидат во Скопје на онаа централна или главна манифестација кога ќе го заокружиме проектот и истите представи ќе се играат на сцените на Народниот театар во Скопје.